За важноста на релацијата музички педагог и ученик во креирањето на нови уметнички вредности и дострели, во следниве минути низ разговорот со Благојче Трајковски и исклучително надарениот млад кларинетист Рикардо Хуна. Многу сум среќен што уште од самите почетоци мои како наставник се појавија ученици кои што беа навистина талентирани и беа исполнети со љубов кон работата, односно љубов кон музиката, инструментот кларинет. И сето тоа ми беше мене еден плюс во она што значи полесно освојување на сите тие педагошки цели кои што беа представени во мојата работа. Рикардо Хуна е ученикот кој што, да кажам, првата деценија од моето работење ја одбележа онака достоинствено на можам да кажам највисоко можно ниво. Што се однесува до неговата основна емоционална поставеност уште од најмали нозе, затоа што тој уште на 7 годишна возраст стана дел од Илија Николовски Луи во Скопје тука како ученик во основното музичко училиште, па потоа продолжи во средното музичко образование и можам да кажам дека успесите кои што ги направивме со него навистина ме направија многу горд како наставник, многу горд како човек кој што е дел од ова прекрасна професија, можам да кажам. Татко ми и дедо ми беа големи музичари. Мојот дедо работеше во големата установа Танец. Татко ми така долги години исто беше музичар. Исто така чичко ми во конзерваториумот во Москва, Чајковски, има завршено таму магистратура. И долги години работеше во Македонската филхармонија. И преку тоа љубовта кон кларинетот од најрана возраст, 3-4 годинки, го слушав цело време како свири татко ми, бидејќи дедо ми не го затегнав додека беше жив да ме учи он, ама од мојот татко ќе седав, ќе го слушав како мал. И така ми дојде инспирацијата да го земам инструментот и да дувнам. Татко ми ме донесе кај професорот Благојче Трајковски, се запознавме и бев пресреќен дека ќе почнам кларинет, дека ќе свирам. Татко ми одма ми купи нов кларинет. Многу време имам потрошено на мојот инструмент. Свирев 1 месец, вежбав по 3 сата. И дома дури татко ми се чудеше што прави ова дете, како толку вежба, не знам. Они мислеа дека нема да се занимавам со кларинетот, но за среќа така е. Најголемата обврска моја беше да ја поставам таа ученичка одговорност кон она што значи редовна работа, редовно вежбање и желбата за осознавање на нови нешта. Затоа што едноставно современиот начин на живење ни донесува малку
турбулентно време, да кажем, потурбулентно однесување спрема сето она што значи наша околина и наше блиско окружување. Она што значи работа во школа за време на наставата е едната страна од работата, а она другата страна, да кажам, уште помакотрпната е кога ќе завршат часовите во школа, треба да се направи селекцијата на времето кое што треба да се посвети на инструментот. За инструменталистите тоа е главната работа, значи она што значи што повеќе време посветување на инструментот е главниот двигател на сите нешта кои што не движат во текот на изучувањето на инструментот. Прво ме учеше како да го склопувам. И јас му викам, знам професоре, знам самиот. Професорот зачуден. Викам, добро. Одма, само што го земав кларинетот прв пат во рака, одма знаев како е по редослед дирките, како да ја наместам, како да ги наместам рацете на инструментот. За многу краток период, од 8 месеци свирање, бев на надпреварот Охридски бисери во Охрид, каде што ја освив првата награда. Не знам, татко ми цело време ми викаше, имаш голема харизма и изгледа тоа дојде да ме издигне некако. Ова е мојата прва љубов. Секако кога почнав со кларинетот, не мислев да ја свирам народната музика. Затоа што татко ми пушташе клипови на YouTube како големи кларинетисти свират и сериозна музика. Ја засакав само што слушнав еден тон, едно парче од некоја композиција. Баш се сеќавам, го слушав концертот од Моцарт. и со разни професори и стручњаци од нашава област кои што работат на познати универзитети од странство, па се до Њу Йорк, можам да кажам дека стекнавме многу познанства со многу еминентни имиња од оваа област и сето тоа поготово во овој момент каде што стручно се развиваме малку на едно повисоко уметничко ниво, сите тие контакти, сите тие средби со таквите луѓе ни овозможуваат многу полесно стигнување до поставените цели. Запишувањето на факултет кој што треба да се случи наредната година, драго ми е што веќе од еминентни професори и кои што работат на вистина признати универзитети, веќе имаме некои понуди за да се оствари таа соработка. Да се надевам дека ќе успееме да си го одбериме оној вистински колосек на функционирање. Јас цело време зборувам да си го одбереме, да си го добиеме како заедничко остварување, затоа што тој порасна со мене,
јас на некој начин пораснав со него во мојата педагошка работа и едноставно таа врска не може да се опише со зборови колку е цврста и колку може да придонесе во она што значи едно духовно обогатување, збогатување наше во однос на она што ни го пружи професијата. Зошто да се враќаме овде кога мораме да го постигнеме решението на како што треба? Така. Денес вежбам по 5 часа, бидејќи се спремам за надпреварот во Софија што ќе се одржи прв пат, Сава Димитров. Се надевам дека ќе освојам некоја награда таму, бидејќи голем труд и напор овие недели, месеци ги вложувам во себе. Оваа година сум добитник на Европската награда, каде што Европска Унија, организацијата за млади музичари, ме промовира 2 години од нивна страна. Оваа година имав исто така европска турнеја, бидејќи летото освоив исто така една многу убава награда, исто на тој прв надпревар каде што бев. Ја освоив MC наградата, каде што ми донесе многу отворени врати. Имав европска турнеја во Германија, Холандија и Белгија. Исто така свирав во Амстердам во конзерваториумот. Јас буквално кога влегов натре, си викам каде дојдов човек. Не знам, така ми дојде инспирацијата да вежбам уште повеќе, бидејќи имам сон еден ден да исполнам на мојот најсакан татко големата желба за да настапувам на големи сцени. Голема ми е честа да соработувам, да бидам од класата на професорот Благојче Трајковски, каде што преголем труд вложува во мене, преголемо знаење и заблагодарен сум што го имам како професор, бидејќи поминав и низ многу лош период, каде што го изгубив мојот татко. 10 месеци беше со многу тешка болест и некако професорот мој ме остави да бидам повеќе време со него. Не вежбав многу тој период, но сега си викам, татко ми даваше многу убави совети, ама кој имам професорот каде што он ми дава некои совети, исто како татко ми да го слушам и многу сум заблагодарен што го имам како професор. Исто така и професорката, корепетиторката Билјана Петровска, каде што од мојата најмала возраст вежбаме заедно и се спремаме секој ден проби, малце ја осеќам исто како домашна да ми е. Најголема награда ми е аплаузите од големата публика каде што свирам пред нив, поддршката. Исто така поддршката и од моето семејство, од мојата мајка, од моите 2 сестри, од баба ми. Знаете, вежбам и дома. Факт е дека кларинетизмот во нашава држава доживува некаква криза, можам да кажам, кога е во прашање поготово класичната музика и доаѓањето на сцената, да речем, на ваквите млади луѓе предизвикува кај нас една наистина силна емоција и потребата како да ги задржиме во невистински колосек и како да им го олесниме патот во унапредувањето, односно во градењето на она што значи професионална музичка кариера. Ваквите деца навистина треба да ја добијат она вистинска поддршка, што значи почнувајќи
од нас наставниците, па од школото каде што учат, но пред се она што треба да им го пружи државата е навистина од огромно значење. Едноставно се трудиме, даваме се од себе да направиме на конекција и заеднички, нормално ние со нашата работа, тие со нивните средства и ресурси кои што нас навистина ни се неопходни, да си создадеме една соработка која што на децата ќе им пружи да прераснат во вистински уметници, со кои што ние навистина ќе си се гордееме како општество во иднина. И, драги пријатели, тука е крајот и на ова наше дружење во ова издание на Неделниот магазин. Ви благодариме на сите вам што останавте со нас се до овој момент и ви закажуваме следна средба. Веќе следната недела на исто место и во исто време, а до тогаш без разлика на тоа каде ќе бидете и со кого ќе бидете. Бидете ни живи, здрави, среќни и насмеани. Секое добро.